А сега ќе се префрлиме од мојата десна страна со мојата колешка Искра, која ќе ја поздравам и ќе ја кажам добро утро, се разбира неа, и на нашите гости ова утро. Добро ви утро и добре ни дојдовте. Ќе те оставам да си ги представиш ти денови на донирање, повторно имаме интересна тема. Денови на донирање, сакам само да се надоврзам, утрово кога станав ги видов овие фотографии од Аурората. И нас не сака ни Аурората, дури не дошла кај нас. Знаеш, целиот регион само кај нас. Јас и ти исто размислуваме. Во моментот додека читав, си велев, а зошто не има Македонија? Ги наброја сите земји, само нас не. Да. Ајде се надеваме дека ќе бидеме подобри друг пат. Да, добро утро и до нашите денешни гости, тоа се Сандра и Давид, и двајцата, добро утро, да. Добро и двајцата од Сдруженијето Конект. Со тоа што Давид е, ќе зборуваме за тоа, и дел од волонтерскиот центар. Така е. И двајцата да се дел од организацијата на големиот проект Денови на донирање, кој што ние мора сама се пофалам, помногу пратиме од самиот почеток. Ајде да се навратиме малку наназад, како досега течеше оваа кампања, овој концепт, проект. Да. Добро утро. Добро ве најдовме. Навистина многу убава денеска утрова во ова студио. Една убава работа, сепак имаме денови за донирање кај нас, иако можеби Аурора не стигна, имаме убави работи што се случуваат. Дел сме од кампањата Денови за донирање, кој Конект ја спроведува веќе од 12 октомври и буквално се радуваме на сите успеси во неа. Целта на кампањата е да може да го промовираме донирањето, филантропијата и тоа да го прави секој граѓанин, но и компаниите. Целта ни е да се помогне некому и ние да станеме подобри луѓе на некој начин. Целта ни е секој да може да ја искуси радоста на донирањето, на филантропијата, и младите, и постарите, и компаниите, и граѓаните, активистите, граѓанките, значи сите кои би сакале да учествуваат, и целта ни оваа кампања да стане традиција и да може секоја година да се практикуваме, навистина да ни влезе во крвта, навика да влезе во крвта, да ни направи навика од овие неколку бурни денови на спроведување на кампањата. Свативме дека навистина имаме активности за кои треба да ги вклучиме во кампањата. Имаме доста интерес од граѓанските организации, буквално сме на терен секој ден и многу ни е убаво што ете со една позитивна енергија, буквално со радоста на донирањето го правиме се во ова, и еден потик за што повеќе граѓански организации, граѓани и граѓанки да се вклучат во кампањата. Сигурно што ни трае. Минатиот пат кога гостуваше Виктор од Конект, зборувавме дека ние сме обично навикнати на поединечни настани да се најавуваат. Овој пат станува збор за сплет, цела лепеза од настани, секако дека толку се многу што не можеме сите да ги споменеме. Еве вака, кој вие би ги издвоили, кој ви остави најголем впечаток или одекна најмногу кај јавноста? Па така, Иве, најсвежо ни е Run Together, трката која се случи во Гевгелија, и добротворниот сајам из Чекурета и Подарета. Добротворниот сајам го организира Сдруженијето Конект заедно со Фондација Полонија, која не е локално акцијско јадро во Гевгелија. Тоа е дел од проектот УСА издружи се за заедницата. И таму имавме повеќе од 20 организации и училишта кои учествуваа на сајамот. Имавме претходно цел сплет во однос на добротворниот сајам, имавме цел сплет на предавања во училиштата за младинска филантропија и за концептот на донирање, што значи да се донира и што значи да се промовира филантропија, зашто тоа е добро за заедницата. И потоа тие ракотворби, тие производи што ги правеа училиштата и учениците беа промовирани на добротворниот сајам, каде што се собираа средства за различни развојни цели. Морам да те потпрашам, како реагираа младите? Имаме надеж? Имаме надеж, буквално ние секогаш викаме дека образованието е едниот момент каде треба да се започне со промовирање филантропијата, што е едукација, што е тоа филантропија. Тоа во странство викаат, кога имаш 100 динари, треба 50 динари нели да ви бидат за вашите потреби, 25 динари да ги заштитиме, 25 динари да ги дадеме на некој да ги донираме, и буквално е нешто што и ние тука на филозофијата на Конекта да го промовира, дел своите нели средства, колку и да се тие да ги дадеме за заедницата и за подобро на заедницата. И отоа имаше супер нели одзив, имавме многу убави предавања со учениците.
сите тие ни дојдоа потоа како волонтери на добротворниот саем, продаваат цедевита, лимонада, ги продава своите ракотворби и потоа ги искористивме средствата, односно стига ќе се користат, ама се собра многу средства, повеќе од 100.000 динари на стајмот, ние често веќе го организиравме. И тој ден исто така беше Run Together трката, организирана од фондација Ице Бегов и атлетскиот клуб 7 ноември. Така многу убава активност, каде што тоа беше прва инклузивна трка, каде што сите заедно трчавме, значи и лицата со попреченост и сите граѓани, граѓанки, ученици, деца, родители, значи сите заедно, целта беше да се истрче и да покажеме дека трчањето нема граници, но и немаме победници, односно сите сме победници. Фондација Ице Бегов ја организираше таа трка буквално за да ја зголеми видливоста на лицата, да ги подржи лицата со попреченост и беше стварно прекрасен настан каде што учествува повеќе од 550 граѓани и сите заедно трчавме низ улиците на Гевгилија. Беше прекрасно. Имаше и дури започна трката со огромен напор за организаторите, но тоа покажува колку ни треба заеднички настани каде што сите граѓани заедно ги учествуваме и буквално стварно се чувствувавме како сите да сме победници. Имаме фотографии да може да се проследат, навистина беше прекрасно. Сам да со таква љубов зборуваш, ми е просто мака што не присуствував на тоа. Давид, рековме дека ти си дел од волонтерскиот центар. Се знаеме што е волонтер, знаеме што е центар, ама искрено не знам како точно функционира тоа. Волонтирањето е една голема рамка на активности, а морам исто така да напоменам дека филантропијата како една главна тема со која што се залага Сдруженијето Connect е тесно поврзана со волонтирањето. Волонтирањето е всушност некој начин на донирање на наше слободно време, споделување на наши знаења, споделување на наши активности таму каде што е најпотребно. И всушност волонтирањето е моментот кога ние сакаме да помогнеме таму каде што е најпотребно, преку различни активности. Дали тоа можеме да го исчистиме паркот во нашата околина, дали можеме да организираме некоја обука или некое неформално дружење со луѓе на наша возраст, да пренесеме некое знаење таму каде што е или најпотребно во доменот каде што сме највеќе застапени. Исто така, донирањето е момент каде што ние можеме преку социјална интеракција, преку дружење, преку споделување на знаење да добиеме многу и многу исто така да научиме. Да, убаво речете, што обично кога станува збор за помагање, тука в прв момент ни се финансиите. Па ќе рече некој немам, не можам да помогнам, но има различни начини да се помогне. Волонтирањето е момент каде што без разлика на нашите години, каде што без разлика на нашиот социјален статус и средствата кои што ги имаме, можеме на некој начин да донираме. Тоа е да го донираме нашето слободно време и да помогнеме за подобро во заедницата. Исто така морам да напоменам дека постојано кога се стигма во општеството дека можеме да волонтираме пред да го почнеме нашиот работен век или откако ќе го завршиме. Но тоа јас би кажал дека е сосема погрешно поради тоа што можеме да волонтираме во текот на целиот наш живот. Независно дали работиме во моментот или не работиме, постојат толку многу видови на волонтерски активности каде што можеме буквално во секој момент доколку сакаме да волонтираме и да принесеме кон подоброто во заедницата. Како да им го доловиме тоа чувство, тој фидбек што се добива кога ќе се помогне некому? Тоа чувство искрено, колку и да можеме да зборуваме за него искрено и со сати и со денови, но мислам дека мора да се почувствува. Првиот момент кога ќе дадеме нешто од самите себе, кога ќе помогнеме некаде каде што, пак ќе кажеме, најпотребно, навистина после тоа чувството е неописливо. Самиот момент на тоа колку се осеќаме ние среќни и задоволни, не може со зборови да се опише. Така да во моментов исто така испраќам една голема порака до сите кои што не следат во моментов да волонтира, да се вклучат во волонтерски активности, каде што навистина гарантирам на сите дека ќе имаат одлично доживување, дека одлично искуство исто така се гради, учиме многу преку неформалниот начин на образование и ќе бидеме сите задоволни. Еве веќе ќе имаат прилика утре, ако сакат се вклучат. Утре морам да ви кажам дека насловиве и настаниве ви се многу оригинални. Утре е денот на супата. Така?
Каков ден е тоа? Утре е денот на супата, каде што Сдруженијето Конект заедно со волонтерскиот центар Скопје ќе организира настан кој што се нарекува Скопје суп. Настан концепт, односно кој постои веќе многу години, почнате во САД и моментално е застапен и кај нас во повеќе од 200 градови низ светот и во моментов утре ќе имаме можност нели да го проследиме и кај нас. Тоа е концепт каде што активисти со идеи за промена во заедницата се собираат на едно место каде што доаѓаат и нивни поддржувачи, граѓани и граѓанки што сакаат да ги поддржат идеите што се за промена во општеството, каде што млади лица, ќе имаме тројца говорници, ќе ги споделат нивните идеи за промена во заедницата. Тоа не се идеи од големо значење, но од мало значење со голем карактер. Се поради тоа што тоа ќе бидат некои локални активности што навистина утре може да помогнат за промена во заедницата. Мал чекор за човекот, голем за човештвото. Да, така. Спомена на едно место, кое е тоа место конкретно? Настанот ќе биде утре во Нетавил со почеток во 19 часот. Ги поканувам сите гледачи во моментов кои што не гледаат да дојдат да присуствуваат на настанот. Влезот е отворен за сите. Настанот ќе се одржи на таков принцип што сите присутни ќе донираат 100 денари, односно тоа ќе биде влез за учество нели на настанот, каде што по презентирањето на идеите сите заедно ќе имаме можност да јадеме супа и тука ќе има мал момент на вмрежување помеѓу активните граѓани, помеѓу сите што ќе бидат таму присутни за споделување и размена на идеи, каде што на крај, откако ќе се одлучи или кој е победникот, поради тоа што сите присутни ќе гласаат за победникот, ќе ги врачиме средствата кои што сме ги собрале директно на победникот за да може лицето да ја реализира својата идеја за промена во заедницата. Убаво, интересно. Да. Што друго ни предстои уште во оваа кампања? Така, истражувањето исто ни покажува дека колку повеќе граѓаните ги вклучуваме во заедницата, толку повеќе се активни, толку повеќе сакаат да подобрат и затоа сите овие активности се многу значајни. Имаме уште многу активности во кампањата, граѓански организации се пријавуваат на календарот и таму со својата активност ние ги поддржуваме да бидат дел од денови за донирање. Ова исто повик до сите граѓански организации, доколку се уште сакаат да се вклучат. Ние сме отворени, може да дојдат на страната на Конект или пак да се јават во Конект. Ние сме тука за поддршка и да ги вклучиме во самата кампања. Ќе имаме доста активности, се уште следно што начекува е исто така настанот организиран од Ромски ресурсен центар кој ќе биде на 18 ноември. Они работат пред се за поддршка на ромското население и ќе се реконструираат куќи на одредени ромски семејства на кои тоа им е потребно и за тоа ќе се собираат средства и за тоа потоа во нивна поддршка заедно ќе се реконструираат куќите и тоа ни е многу значаен настан, ќе биде на пазарот во Шуто Ризари и исто така чекаме и тоа да се реализира. Навистина се радуваме дека ќе направиме вистинска промена за одредени семејства. Од друга страна и самите социјални претпријатија ќе се вклучат во завршниот настан на денове за донирање, кои си уште го размислуваме како датум, но никаде 3 декември ќе не биде можеби самиот датум. Си уште се пријавуваат организации, затоа си уште не ја затвараме кампањата, но ете, доста сме активни на тоа поле. Од друга страна исто така имавме и доста активности на одредени граѓански организации кои се случија. Сподели авторка исто беше еден од нив, каде што Стила Нетворк во организација на настанот токму работеше на тоа да ги поддржи авторките, женските автори во Македонија, не во странство и се собра околу 100 книги каде што граѓани донираа женски автори и сподели авторка. Буквално беше еден концепт каде што можеме да ја промовираме и книгата и авторките и да уживаме во добрата книга, но и да донираме. Тоа исто така ни беше доста значајно, поради тоа што можеме на различни начини да донираме. Никогаш со книга, никогаш со време, никогаш со средства, никогаш со работна рака да помогнеме некоја куќа да се реновира и сето тоа буквално не е дел од кампањата. Да ве прашам и двајцата, очигледно дека се ви оди во план во смисол на организираните настани. Што е со вашите предвидувања? Дали се надмашија или потврлија во однос на реакцијата на граѓаните на вашата акција, да речеме?
Дали наидовте на таков одзив како што очекувавте, успеавте да ги подразбудите или пак претежно учествуваат оние кои што веќе се научени да помагаат? Па ги разбудивме, дефинитивно. Дефинитивно имавме доста добар одзив и буквално многу убава кампања. Прв пат ја слушаме да правиме повеќе активности во оваа сфера. И мислиме дека исто така помина добротворната модна аукција која за нас беше голем настан. И вие имавте нели прилог за таа тема. Ирина Спировска беше таму. Да, беше колешка Ирина Спировска не беше, навистина беше прекрасен настан. Сите граѓани ни честитаа после тоа, дизајнерите беа многу среќни што имаме таков настан, буквално и размрдавме во одредени сфери каде што можеби немаше толку активности и мило ние што доста луѓе се ангажира во овој процес и дефинитивно е нешто што ни се потврди дека треба да биде традиција, преку тоа што во Македонија стварно има доста граѓани што сакаат да помогнат, што сакаат тоа што го работат, да го дадат буквално дизајнерите или своите дизајнирани уникатни парчиња ги дадоа на аукција добротворна за добротворни цели, тоа ни кажува дека има многу граѓани кои имаат што да дадат. Повеќе се вклучуваат индивидуалци или пак сега и фирми цели успеа да се вклучат? Па да, всушност кампањата ни беше повеќе за индивидуална филантропија и малку семејствата, граѓаните, граѓанките да ги разбудиме. Нормално се вклучи и компании кои учествуваат, но тие секогаш се во поддршка на корпоративното волонтерство, односно некаде и една направа заедничка акција, некаде да помогнат со средства. Имавме и доста компании кои се вклучени, но пред се денови за донирање ние за семејствата, граѓаните, граѓанките да ги вклучиме. Морам да се надоврзам исто така на прашањето пред малку што ни го поставивте, дека всушност со проектот Партнерство за донирање сакаме да ги мотивираме сите граѓани дека можеме да донираме и преку интересни активности каде што ќе поминуваме време заедно, каде што ќе се дружиме, каде што ќе имаме модни аукции, различни настани, каде што ќе можеме да научиме и во исто време да донираме и да помогнеме во заедницата. Сакаме да направиме така некоја спојка помеѓу сите тие работи, да го споиме тоа заедно за утре, да имаме таква некоја навика за да донираме цело време таму каде што треба и да докажеме дека преку дружење и преку поминување време заедно можеме да постигнеме нешто убаво. Дечки, супер сте. Само напред. Многу ви благодарам. Ете, Слободанка, гледаш, немаме Аурора, ама имаме Надежда. Има хумани луѓе, да. Имаме и навистина ми е драго поради тоа. Ве слушав со внимание и не сакав многу да влетувам со прашања, впрочем се ги праша она што јас би ги прашала. И се надевам и ви посакувам дека ќе имаме и повеќе за донирање луѓе кои ќе се приклучат во оваа акција, но и секогаш во животот, нели? Немаме само денови, треба секогаш да бидеме од срце да донираме онаму каде што најмногу треба. Ви благодарам и ви посакувам секое добро.